Тридимензионален пешачки премин е нацртан на улицата Самуилова кај Музеот на современа уметност. Овој 3D пешачки премин е дел од пилот проектот на јавното претпријатие Улици и патишта, кој се реализира на улиците низ Скопје на локации кои се посочени како црни точки. 3D пешачкиот премин создава оптичка илузија со која изгледа како поткренат и ги тера возачите да ја намалат брзината. Директорот на јавното претпријатие Улици и патишта Сена Смејловиќ рече дека ваквиот начин на обележување на пешачки премини има за цел да се зголеми безбедноста на пешаците, а проектот започнува од околните и помали улици во градот за поусовршувањето да продолжи и во централното градско подрачје. Се уште се работи за некој пилот проект, нешто ново, што ова претпријатие само од себе изворно почнува да го прави. Ние решивме тоа да биде токму во музеот на современа уметност, значи нешто современо, нешто убаво, нешто модерно. Затоа пилот проектот го направивме на улицата Самуилова, кај е музеот на современа уметност, и чисто да видиме дали боите ни одговараат, дали машините, дали луѓето што го цртаат би можеле да одговорат на тие предизвици, затоа таму го почнуваме. Според директорот, ваквиот начин на обележување пешачки премини не го оптоварува дополнително буџетот на претпријатието, бидејќи се работи со сопствена механизација и со бои кои веќе ги користи претпријатието. Овој пример се следи по европските градови кои на ваков начин го регулираат сообраќајот и безбедноста на пешаците кои преминуваат преку улица. Според директорот, ваков пешачки ќе биде нацртан и на улицата Борис Серафов во Ѓорче Петров кај основното училиште Мирче Ацев, каде што беше прегазено 10-годишно дете, а представува и црна точка поради близината на училиштето и често поминување на децата преку улица, а автомобилите се движат со брзина повеќе од дозволената.